Помислам дека некој го има киднапиран. Кој би го направил тоа? Некој што не сака да се одржи концерт. Бастонот, не знам, немам никаков бастон, не сум. Што рече? Реков информација, немам никаква информација. Мораме да одиме на сцена, инаку тој што го киднапирал до домен не ќе успева својата цел и нашиот концерт нема да се одржи. На 15 декември во Македонскиот народен театар се одржа првиот од продадените 20 концерти на 5 плюс бенд. Репертоарот на 5 плюс бенд е составен од внимателно одбрани македонски рок-н-рол и поп евергрини, регионални хитови и понекоја интернационална песна, односно квалитетна музика која оставила белег на повеќе генерации. Ќе ви честитам за одлична представа и за страшно добра позитивна енергија која што ја направивте. Кажете ми, каква публика се децава? Па да, ова е приказна која трае веќе десетина години, така генерации деца порасна и рецептот го знаеме и точен е и уживаме. Публиката, децата како публика се најубавата публика што можеме да посакаме, најискрената, а кога имаме искрена, а кога имаме искрена и отворена публика, тогаш многу лесно е да се префрли енергијата. Дали очекувавте дека ќе биде волку голем одзив на концертиве и од 15 стана повеќе колку што разбрав? Значи таа беше некоја и наша потреба да се појавиме во живо со децата, ама едноставно имам чувство дека и целата продукција и ние дека должиме еден концерт. Но со самата идеја да се направи еден концерт, некако на 15 да имаме еден концерт, некако самата објава дека ќе постои концерт се случи да има многу голема побарувачка, така да мислам дека некаде до 22-23 ги имаме веќе полни сите концерти, секој ден имаме по 2, значи тоа се од 10 и од 12 часот, а во некои денови имаме и по 3 концерти од 18. Така да мислам дека со сигурност ќе одиграме некаде околу 20 и неколку концерти, а претпоставувам дека ќе има и многу повеќе. Петко е омилен лик на децата во Македонија, а една од најголемите тајни е кој се крие зад неговиот лик. Децата ни самите не сакаат да знаат кој е Петко, ти уживаат во она што тој го прави и тоа е сосема доволно, велат актерите. Ваши пораки и желби за децата за 2016 дека доаѓаат, размислите. Кој ќе Сара? Па тоа да бидат среќни, да бидат насмејани, да им биде убаво и тоа. Да ја чуваат животната средина. Да се исхрануваат правилно. Јас мислам дека ние со самите концерти и со самата представа и серијата која што работиме, едноставно им пренесуваме порака која што би требало да ја пренесат и во следната 2016 година. Да бидат среќни како што се весели и среќни на концертот. И многу безгрижни.